Црвена звезда по точно 30 години повторно истрче на теренот на градскиот стадион во Скопје. Поводот беше одигрувањето на хуманитарниот натпревар против Вардар, со цел собраните средства од продажбата на влезници да бидат донирани за настраданите од катастрофалниот пожар во Кочани. Идејата за пријателската средба е на фудбалската легенда Дарко Панчев, кој играше за златната генерација на Вардар во поранешниот шампионат на Југославија, а потоа со трансферот во Црвена звезда ги постигна највисоките успеси. Покрај хуманоста и солидарноста, ова пријателско фудбалско соочување отвори уште една тема, а тоа е желбата за регионалната фудбалска лига и колку е реално тоа да се случи во блиска иднина. Јас сум Кристијан Станоевик, а вие слушате новата епизода на подкастот Балкан Каст на Тарата Балкан. Националната арена Тодор Проевски беше речиси целосно исполнета, што е показател дека спортските фанови знаат да ја демонстрираат хуманоста на дело. Сите собрани средства од надпреварот потоа ќе бидат донирани во хуманитарни цели, поврзани со Кочанската трагедија. Спортистите од регионот, особено во фудбалот и другите популарни екипни спортови, изминатиот период се организираат да одржат вакви хуманитарни надпревари за да се собере донација повеќе, која нема да излечи големата болка, но колку што е можно, ќе намали и ќе испрати порака дека тие луѓе не се сами и дека многумина мислат на нив. По иницијативата на Панчев и Најдовски со Звездан Терзич, директорот на белградскиот тим, се очекуваат и хуманитарни настани со Христо Стоичков, легендата на бугарскиот фудбал. Тој надпревар треба да се одигра во Варна, а македонските ветерани ќе ги предводи Горан Пандев. Сите во подсвеста сакаат да се направи таа екс-Ю лига. Постарите се сеќаваат на такви дуели. Посебно што мојот брат играше во таа лига. Така се сеќавам на Вардар, на нивните великани. Како играч сум играл против Тони Савевски кога играв за АЕК. Јас тогаш бев во Аполон. Тоа би било добро, но тоа не е прашање за мене. Постарите се враќаат во некое минато, но ќе видиме дали во иднина тоа ќе се случи. Искрено јас би сакал. Вардар е традиционално добар клуб. Видовте колку народот го сака овој Вардар. Порача Милоевич во Скопје. Новоизбраниот челник на ФФМ, Масар Омерагич, исто така посочи дека идејата треба да се спроведе во соработка со УЕФА. Тоа е нешто слично како и АБА лигата во кошарката. Како идеја е добра затоа што големи клубови ќе доаѓаат повторно во Македонија, во Скопје, нели? Динамо, Звезда, Партизан, Хајдук, Сплит, Сараево, Челик. Да не набројувам будучност. Се зависи по кои критериуми би се учествувало во таа лига и што би било целта и кој е бенефитот од таа лига. Инаку лично ако мене ме прашате, спортот треба да ги зближува луѓето, ја не гледам причина, а посебно фудбалот да биде фактор на обединување. Посочи Омерагич во неодамнешниот разговор за Тарата Балкан. Фудбалските работници сметаат дека е потребна анализа од повеќе аспекти, безбедносен, фудбалски и маркетиншки, па тогаш да се донесе одлука. Но едно е сигурно, публиката е желна за убави спортски дуели и унапредување на фудбалот на овие простори. Тоа беше се за оваа епизода. Останете информирани.